Вчера во емисијата Клик Плюс гостуваше сега пратеник само на Дуи Тала Џафери. Тој рече дека обвинувањата спрема него дека му служил на ВМРО ДПМН зашто не беше иземен имунитетот на Трајко Велјановски и Крстен Муковски, излегува само СДСМ, членови на СДСМ. Дали вие ги потикнувавте овие обвинувања кон Тала Џафери и зашто не му беше иземен? Дали вие, значи, соработувате со ВМРО ДПМН? Ставот на СДСМ секогаш го кажува председателот на партијата, а тоа е Зоран Заев. До овој момент нема такво нешто кажано од страна на Зоран Заев. Секако ние како партија повикуваме на одговорност за секој оној кој што се огрешил пред законите во нашата држава. Практично таква и беше ситуацијата со Законот за јавното обвинителство, со кој што сега му помагаме на судството и на обвинителството да постапи по предметите на специјалното јавно обвинителство. Обезбедивме и континуитет во постапките на предметите превземени од специјалното јавно обвинителство и ветивме дека сите, за секој оној кој што ќе се докаже во транспарентна постапка, базирани на докази, дека го прекршил законот, ќе се одговара согласно законите во Република Северна Македонија. Председателот Заев на емисија вчера најави дека првата, втората, третата изборна единица и шестата ќе имат кандидати албанци. Дали ова значи дека има некој договор со БЕСА и ДПА и дали имат понуди двете партии? Во однос на коалицијата има простор уште, се разговара кога ќе биде донесен конечен став околу предизборни евентуални коалиции, секако ќе бидете запознаени. Сепак тоа не мора да се врзува само доколку имаме коалиција со албанска партија, тогаш евентуално би имале и кандидати на нашите листи. СДСМ е партија на сите граѓани, СДСМ не е националистичка партија, ние сме отворени, СДСМ има подпредседател албанец, секако имаме и други функционери низ институциите во државата. СДСМ е спремна и е практично реализатор на концептот на едно општество за сите. Тоа е богатството на СДСМ и како таква и ќе остане. Имате ли некоја понуда до двете партии или што очекувате од нив за коалиција? Не би сакал да шпекулирам пред време, ќе дојде ред кога ќе се разговара во рамките на телата и органите на партијата, вие ќе бидете навремено запознаени. Господин Костадинов, дали се почнати внатре партиските процедури за носителите на изборните листи и за кандидатските листи воопшто за пратеници? Процедурата околу кандидирање и евидентирање на идните кандидати за пратеници секако дека е отпочната. СДСМ дава можност секако на базата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, буквално на последната клетка на од партиското функционирање, а тоа е местните одбори, да предлагаат нивни кандидати од местата од кај што тие се наоѓаат. Секако како отворена партија оставаме и можност за сите оние кои што ги препознаваат политиките на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија по пат на само кандидирање да поднесат кандидатури во партијата. Околу носителите на листи секако ќе очекуваме кога ќе дојде ред на конгресот на СДСМ, кој што е всушност и највисок орган на одлучување на партијата, да бидете запознаени. Пред тоа би било неблагодарно и непринципиелно од една одговорна партија да шпекулира со било каква информација. Кога ќе биде конгресот? Очекуваме да биде негде од 8 до 12 март, се извинувам.